Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е професорот Алекса Стаменковски, поранешен директор на Агенцијата за разузнавање. Професоре, добро дојдовте во студио 10 и како што разговаравме и пред емисијата, прв па сте и во телевизија 24. Благодарам на поканата. Пред да почнеме да разговараме, да честитаме празникот Великден на сите христијани. Сите со убаво да поминат, со добро, со слога, со заедништво. Се разбира. Вие објавивте една книга неодамна, значи тоа е разузнавачките служби во земјите членки на НАТО. Еве ја книгата, бидејќи тоа е најнова информација на некој начин, да почнеме со тоа. Што е книгата, зашто се работи, зошто се решивте да ја напишете воопшто? Еве прво мотивот за книгата. Јас со разузнавањето и пишувањето за разузнавањето веќе имам претходно 2 книги објавени. Првата 1999 година основи на разузнавањето, а во 2012 проширена, значи второ издание на книгата Основи на разузнавањето. И во меѓувреме го следев јас, да речем, системот на разузнавање, функционирањето на разузнавањето. И предизвиците за книгата дојде кога почна да се зборува за реформи во разузнавачкиот безбедносниот сектор. И кога почна да се зборува дека има вакви модели функционираат во Хрватска, во Словенија, во некои други земји, комбинирани и така натаму. И јас одлучив да ги проучам системите за разузнавање на земјите членки на НАТО и да напишам една книга и да создадам една основа, значи, за да може да се донеси одлука во основа на сознание како функционираат, значи, во светот, да речеме, разузнавачките служби, и ги одбрав разузнавачките служби на земјите членки и на НАТО, каде што сме и ние членка. Книгата ги опаќа сите земји членки на НАТО, системите на разузнавањето. Тоа се 3 значи, системи на разузнавање. Цивилно разузнавање и воено разузнавање, а цивилното разузнавање па се дели на надворешно и внатрешно разузнавање. Како се организирани, како се функционираат овие 3 системи, во книгата се одетално напишани и каков е изборот на моделот. Во книгата давам преглед најнапред прво на положбата, географската положба на државата, значи каде се наоѓа, какво окружување има, потоа каков политички систем има, каква е улогата, да речеме, на парламентот, на председателот или во некои од земјите кралот, гувернерот и така натаму, и каква е улогата на председателот на владата, значи во однос на донесувањето на одлуки во врска со разузнавањето. Заклучокот е дека постојат, значи, 3 практично модели на организирање на разузнавачките служби, чисти модели во кои што надворешното разузнавање, натрешното разузнавање и военото разузнавање се посебни системи и функционираат во рамки на посебни институции, значи посебни органи во секоја држава. Комбинирани, значи внатрешното и надворешното разузнавање, значи споени, значи во еден систем, и споени военото разузнавање и надворешното разузнавање. Вижте, тоа е мал дел на земји. Единствено во Белгија има таков систем. Значи, военото разузнавање го врши цивилното разузнавање. Инаку, по дефиниција, разузнавањето е прибирање на информации за опасностите по интересите на земјата. Одбранбени, безбедносни, политички, економски и други. Во делот на надворешното разузнавање, чистите модели практично се застапени најмногу кај клучните земји во светот. Комбинираните модели се негде околу 10 на 12, значи кои што функционираат во помали земји, земји кои што практикуваат да имаат помалку администрација во тоа, што не е баш толку значајно
во основа моделите, значи кои што се како чисти модели, значи практично се теоретски, значи основи за земји кои што создавале нови разузнавачки служби да ги користат тие моделите. Значи чист модел на функционирање на разузнавачките служби е американскиот модел. По американскиот модел, кај што ЦИА Кога ќе кажете чист, мислите на една јасна поделеност. Јасна поделеност, помеѓу надворешно разузнавање, внатрешното разузнавање и воено разузнавање. Значи тие се чисти модели, модели во кои што постојат посебни организации, значи институции кои што ги извршуваат тие активности. ЦИА е модел MI6, француската служба и така натаму, значи за кој што многу од државите во членки на НАТО го прифатиле тој модел и го разработуваат. Модел на функционирање на разузнавачките служби не се копира. Модел се создава. Значи секоја земја создава собствен модел. Затоа јас и во книгата ги напиша прво каде е за поради спецификите на секоја земја. Затоа ја ги кажам, значи секоја држава каде се наоѓа, во какво окружување функционира државата, каква е власта и така натаму. Значи затоа она што кај нас се викаше да ги споиме АНБ и Агенцијата за разузнавање, практично според мене избрзано, така да речем, односно нетемелено донесување на одлука без да се знае како би функционирало така натаму. Иначе тоа е, јас го споредував како пара, која ги споите, значи две различни пари кои ги споите, ќе добијате една пара и секогаш едната ќе биде лице, другата опачина. Или второ, ако измешат, значи комбинирани системи, заеме хибриден лимон и портокал. Лимонот е лимон, портокал. Ако ќе направите, значи, хибриден портокал, значи нема нити лимон, нити портокал. Да. Сакам да кажам дека секогаш во рамки на спојувањата, кај што е, секогаш едната служба би била подчинета на другата. Ова еве самиот го начнавте, ова се разбира дека едно од прашањето, но еве ќе се задржиме малку на ова. Тоа е едно од идеите, ајде да речеме, која се пласира во јавноста, дека можеби треба да се направи. Па тоа не е само идеја, туку беше спомнато и од актуелната власт дека се размислува за такво нешто, за една таква реформа, каде што би се споиле АНБ и Агенција за разузнавање. Колку што знаеме, АНБ го врши внатрешното разузнавање, Агенција за разузнавање надворешното. Вие велите дека не е добро. Од таму контрааргументите, барем оние кои ги слушнавме, се дека постои, дека се испреплетуваат некои активности, некои надлежности на двете агенции, дека се преклопуваат, дека се повторуваат и поради тоа дека би било поефикасно да работат во една агенција. Но вие очигледно мислите дека тоа не е баш така. Па не е така, затоа што функциите што ги врши надворешното разузнавање се сосема поинакви, иако имат исти имиња. Разузнавање, тероризам, организиран криминал, корупција и така натаму. Тие имат сосема поинакво значење во прибирањето на информации, значи од странство, и прибирањето на информации дома. Практично надворешното разузнавање, значи главната цел е да обезбеди информации кои што се однесуваат на заканите, значи по интересите на државата од надвор, значи од странски држави, странски сили, странски организации или поединци. А натрешното разузнавање пак да прибира информации, зашто и едното и другото разузнавање прибират информации. Значи немаат нити едните, нити другите никакви други овластувања, најчесто се мисли на полициски овластувања, да апсат и така натаму. Ова посебно за Агенцијата за национална безбедност. Значи тие ги обезбедуваат информациите сега да речеме за шпионажата. Значи кој во нашава земја работи на оддавање или на класифицирани, да речеме, информации кои што може да ги наштетат на интересите. Значи, кој во нашата држава се занимава со криминал? Кој во нашата држава, значи, членува во некои организирани групи за тероризам, групи за политичко влијание, значи врз носителите на власта и така натаму. Значи тоа е групата на активности кои што ги врши натрешното разузнавање, а надворешното, значи кои се тие
и што може да донесе опасности. Практично се сосема спротивни дејности. А што е со аргументот дека некогаш им се преклопуваат надлежности? Па надлежностите затоа и постои систем на соработка. Значи, не станува збор сега, да речеме, за чисто преклопување натрешно. Современи сега, значи, активности кои што носат презнак меѓународен криминал, меѓународен тероризам, национализам и така натаму, кои што потекнуваат од странство, значи, активностите на таквите сторители, така да речеме, откриени од нас, значи, тие можат да действуваат и во земјата. Значи, прекупувањето е, ако тие работат, значи, активности од странство поврзани со сили однатре од земјата, тоа ќе прекупување, и затоа постои систем на соработка и активностите се извршуваат заеднички. Имаме ли ние, дали кај нас таа координација функционира? Па постои едно тело, значи, да по закон има координативно тело за поврзување и организирање на сите разузнавачки служби. Подпредседателот, мисля, чини дека на владата е или и председателот може да се задава за него, меѓутоа тоа формално не функционира. Значи, тој систем на соработка практично треба да функционира. Тие во Соединетите американски држави има тие разузнавачка заедница. Кај нив во таа разузнавачка заедница влегуваат, значи, 18 разузнавачки институции, да речеме, или институции што се бават со разузнавање. Само две се самостојни. Значи, разузнавачката заедница, значи кабинетот на директорот на разузнавачката заедница, и тој врши некои примарни, да речеме, разузнавачки активности во странство за Америка, и ЦИА. А другите се сите разузнавачки служби, така да ги речем, во рамките на некои од министерствата. Значи, во министерството и, како што го викаат американците, републичкиот секретаријат, секретаријатот за одбрана, работат повеќе разузнавачки служби. Разузнавачка служба на морни рисата, разузнавачка служба на авиацијата, НСА, разузнавачката служба на копнените сили, потоа разузнавачки служби во Министерството за енергетика, разузнавачки служби во Министерството за енергетика и другите, исто такви, да речеме, единици кои што работат по тоа, значи се во составот на разузнавачката заедница, директорот ги координира и активностите на секоја служби, значи се тоа што е заедничко, кај што има допирни точки за одредени информации и агенциите остваруваат, значи, интерна, односно меѓусебна, значи соработка. Значи кај нас, еве вака да преведеме за гледачите уште поедноставно, ако агенцијата за разузнавање работи на некоја закана надворешна и таа е поврзана со внатрешни или се прелее полека внатре во земјата, тие нормално продолжуваат да работат на случајот. Во исто време може на тоа да работи ЈНБ и тие да не знаат една за друга дека работат на истите луѓе, да речем. Значи, во основа системот е така поставен да мора да соработуваат, значи тие и да разменуваат информации. И ЈНБ и Агенцијата за разузнавање, значи, подготвуваат материјали, значи информации, известувања, и тие информации и известувања меѓусебно ги разменуваат. Значи, не треба и не сме да дојде за некои опасности, значи, кои што може да се прелет по земјата, Агенцијата за разузнавање, ако има сознание, да не ги пренеси. Значи, треба да ги пренеси. Значи, треба да не ги пренеси. Значи, системот, значи, мора да постои, значи, соработка. Дали тоа вистински функционира, тоа е друго прашање. Како беше во ваше време? Постојале ли такви проблеми? Во однос на координација, зборувам. Постоеше еден систем на координација. Значи, сите информации кои што ги добиваше агенцијата, тие агенцијата подготвува разни информации, значи, од белешки, дневни билтени, информации, анализи и така натаму, значи се што се однесуваше, значи на тековни активности кои што требаше да се врат, беа доставувани до сите органи. Агенцијата доставува, значи, информација, да речеме, обработени до председателот на републиката, до председателот на владата, до председателот на собрание и до сите органи за проблемите кои што се јавуваат и кои што можат да нанесат на штета на било која дејност. И за надворешна политика, и за внатрешната активност и така натаму. Да. Кога, еве уште ова за книгата, кога
правевте анализа, кој систем од овие што се на земјите членки на НАТО, да речеме, е најсличен со нашиот? Или од каде можеме ние па го пресликавме овој систем? Не, нашиот систем не после реформата што е направен, значи АНБ, ОТА, Агенција за разузнавање. Нашиот систем системски воспоставен во 1995 година. Значи тоа е донесен законот за Агенцијата за разузнавање и законот за внатрешни работи, во кој што Агенцијата за разузнавање се конституира, така да кажеме, како посебен субјект за надворешно разузнавање, а управата за безбедност и контраразузнавање како субјект во рамките на Министерството за одбрана. И од управата за безбедност и контраразузнавање, значи имаме денешната Агенција за национална безбедност. И ОТА. Да, системот наш значи си е поставен, значи практично чист модел во кој што имаме посебно надворешно разузнавање, имаме посебно внатрешно разузнавање и имаме посебно воено разузнавање. Значи не е копиран, направен е според моделите. Да речеме, Агенцијата за разузнавање во времето кога ја подготвувавме документацијата, да речеме, за организација и систематизација, е конституирана по моделите на ЦИЕ, по моделите на MI6. Со главни основни функции, аналитика, оператива, техничко разузнавање и поддршка. Значи, тие се 4 основни организациони целини кои што функционираат во рамките на Агенцијата за разузнавање. Тие после може да имат разни модалитети и така натаму, но тоа се сите тие, истите тие ги има и во ЦИА и во другите, со тоа што ЦИА, значи, во последно време, значи, има покрај овие 4 основни функции, има 5-та дигитализација, значи, односно, дигитална технологија, тој систем е воведен, сите што работат во ЦИА, без оглед, значи, на кој од овие останати 4 сектори, значи, мора да бидат технички подготвени, значи, во секое време да бидат пред другите служби во светот. Да, кога зборуваме за разузнавање или оние кои се генерализации во однос на тоа како изгледа еден разузнавач, еден шпион, кажано по народски, па тоа Джеймс Бонд е најпознат, па сето тоа таму што е прикажано, но барем оно што го зборуваат некои од вашите колеги од интервјуа што сум гледал, што сум читал, велат да во реалноста тоа воопшто не е така. Прво, велат, разузнавачот не треба да е препознатлив, туку непрепознатлив, треба да е што повеќе нели споен со околината, не треба да се истакнува, како што го прави тоа Джеймс Бонд, нели? И сега во поново време, ова што го спомнавте во однос на дигитализација, претпоставам дека многу почесто самото разузнавање се врши преку прислушување, електронски уреди и така натаму, отколку физичко некакво разузнавање. Види, разузнавање, значи во сите служби, разузнавачките служби, значи не се тајни служби. Значи тие се јавни. Значи сите се формирани со закон. Тајни се методите, значи за кои што зборувавме, и луѓето. Значи луѓето, значи се сите, значи во делот прикриени, како што рековте, со тајна, значи имаат стално прикриено прикажување каде работат. Значи практично тие служби, значи во тие служби вработените. Значи единствени кои што не се под велот на тајноста во навртените се генералниот директор, значи во MI6 само генералниот директор е познат во јавноста, а другите сите се значи тајни службеници, значи што ги извршуваат тие работи. Подготовката на службениците, тие што ќе работат така натаму, значи на тајни операции, значи има различни сега, значи некои се аналитичари, некои се оперативци, методите за прибирање на информации се различни. Значи еден од методите е прибирање на информации од човечки извори. Односно разговори со други лица, значи и преку разговори, преку белешки, значи од лицата се добиваат информации, шпионите, односно, значи тоа е така, густо да ги не кажеме. Вториот извор на информации се отворени извори, осинта, така се вика. Значи практично има лица кои што работат, кои што следат се што се објавува, значи преку радио, преку телевизија, во вестници, во портали и така натаму. Значи сите тие ги следат, ги обработуваат информациите што се однесуваат за опасностите, за што се од интерес за земјата.
Третото е разузнавање, значи, од технички извори. Практично тоа е, како е предно што реков, следење на сигналите. Тоа е прислушкување на телефони, компјутери, следење на Facebook, така натаму, сите тие информации што се пренесуваат од еден на друг, значи практично со разни нови технологии се следат и се прибират. Тоа сме сведоци стално, значи дека многу често се користи и затоа овој метод, значи методите на прислушкување, на следење, на снимање и така натаму, значи се подлежи на строги правила, значи кога и како може да се применуваат. Значи за да може да се следи некој, да се прислушкува и така натаму, значи мора прво да се донесе судска одлука, значи дека лицето тоа компанијата таа и таа ќе се прислушкува заради пренесување на информации кои што се од интерес или ги загрозуваат, да речеме, интересите на државата во определен рок, колку време и од кого. Значи ова кај нас што се слуша овие афери беше настанали големото ово прислушкувањето, практично тоа беше направено без да има почитувана процедура. Значи за прислушкувањето, значи тоа е сегде во светот и Тоа е злоупотреба на системот. Злоупотреба на системот, значи мора значи за се, значи за секоја постапка, значи околу следењето на некое лице за кое што се смета дека може да нанесе штета, да речеме, на интереси на државата, значи мора да има правна процедура. Кога, колку, како, со што. Да. Вие спомнавте за нешто што кај нас многу малку се зборува, тоа е дека имаме и воено разузнавање. Функционира ли тоа? Па военото разузнавање функционира во рамките на Министерството за одбрана. Значи во Министерството за одбрана има сектор, се е директорат, значи за воено разузнавање и практично тие ги истражуваат, прибираат податоци и информации за опасностите по воените структури, да речеме, во рамките на Министерството. Постои тој систем, значи, кој што остварува соработка со другите сектори на воено разузнавање од другите земји и тоа се практично сега, значи, со зачленувањето на Македонија во НАТО, значи се остварува на меѓусебна соработка, значи со истите служби во другите земји. Второ, има дел за разузнавање во рамките на Генерален штабот, кој што се грижи за безбедноста на силите, да речеме, на единиците, за некои податоци што сакат некои да оддадат, значи тајни планови, тајни значи действија што треба да се преземат, значи шпионажата, значи практично, значи и доверливоста. Едно од клучните прашања, да речеме, во разузнавањето е лицата што работат треба да исполнуваат одредени критериуми во смисла на доверливост. Значи дали постои определено верување дека тие нема да оддаваат тајни, нема да оддаваат информации, нема да соработуваат со некои странски лици, странски служби и така натаму. Гледаме дека сега, па според законот кај нас за кога се формираше АНБ требало да се прави да поминат вработените на детектор за лаги. Тогаш тоа не е направено, бидејќи како што и за нас објаснија некои структури кои тогаш учествувале во формирањето на АНБ, било тоа направено многу брзо, многу вработено, немаме ние капацитет 1-2 детектора на ниво на држава, тоа знаете, за да поминете толку вработени треба многу време, имало законски рокови за примање и така натаму. Сега новиот директор на АНБ и кажа дека тој ќе го прави тоа. Барем, колку што можевме да разбереме, барем новите вработени ќе поминуваат на тој детектор. Мислите ли дека тоа создава барем одредена една сигурност дека барем тие вработените кои ќе бидат како што треба? Па, мислам дека да. Тој детектор за лаги практично се применува секаде. Значи, не само во големи служби. И тоа е завршната фаза од процесот на селекција на тие што сакат да работат. Во сите земји, значи, ако отворите, да речеме, било која разузнавачка служба, покрај тоа што има на интернет, што може да видите за
организацијата која е, што е, како работи, и има еден дел кариера. Значи, и се однесува на тој, на условите кои што секој кандидат кој што сака да работи, да речеме, во било која разузнавачка служба, значи мора кои критериуми да ги исполнува. Значи мора да е државјанин на земјата, да има соодветно образование, соодветни физички, психички способности и на крај кажува дека, значи после проверката, нели, знаењето го проверуваат, значи со тестови. Физичката способност ја проверуваат со лекарски прегледи, психичката со психолошки тестови. И на крајот, од кога ќе ги поминат кандидатите кои што сакаат да се вработат во овие од службите, значи тие практично имаат отворени конкурси, значи се применува, значи детекторот за лаги. Значи детекторот за лаги е конечната дистанца, да речеме, конечната постапка за која што ќе се утврди дали некој ги исполнува условите да работи во разузнавачка служба. Да. Го спомнавте и вие НАТО системот. Кога зборувавме за НАТО и за македонското членство во НАТО, доста е анализирана членството во алијансата од аспект на безбедноста на државата, на тоа што ќе донесе и така натаму. Спомнувана е разузнавачката заедница, но некако не е толку детално. Па за тоа сакам да ве прашам, дали нашиот разузнавачки систем доби повеќе можности за соработка кога веќе влеговме како членка на алијансата од порано и дали тоа на некој начин го зајакна системот? Па според мене да. Значи имаме ние можност, неограничена можност, овие 31 останата земја, значи да работиме и да разменуваме информации, не баш со сите сега, да речеме, меѓутоа со тие што ни се од најблиски во делот на откривањето на опасностите кон земјата. Значи службите на земјите членки на НАТО прибираат разни информации по разни, значи разни основи и можат тие, значи, да обездуват некои информации кои што ги загрозуваат интересите на Република Македонија и со размена на информациите, значи ние имаме голема можност, значи со соработка, со размена на информации да ја зајакниме, да речеме, работата на нашите разузнавачки служби. Значи, доколку некоја земја, еве, како тоа би изгледало, доколку некоја земја членка на НАТО, еве, да речеме, некоја европска земја, нешто добие некоја разузнавачка информација која на некој начин е поврзана со Македонија, дали се тоа македонски државјани, дали се луѓе кои на некој начин се поврзани со структури во Македонија, тие веројатно би не известиле, него преку тие НАТО канали. Тоа е системот, значи, на соработка меѓу земјите членки и агенциите меѓусебно разменуваат информации. И тоа е една од правилата, значи, на заедничко работење, затоа се заеднички посети, значи, на разузнавачки служби, потпишување на протоколи за соработка со разузнавачките служби и размена на информации кои се од интерес. Еве да речеме, додека бев јас директор на агенцијата, ние имавме посебни протоколи и со Грција и со Бугарија за размена на информации кои се однесуваат за криминалот, за организираниот криминал, пролиферацијата, односно шверцувањето на дрога, на оружје и така натаму. Тоа бе информации кои што ние ќе ги, ако ги добиеме, нешто изворно, нешто од некои други земји, значи ги споделувавме со службите со кои што имаат, значи без разлика што тогаш ние со со Бугарија можеби не, но со Грција не бевме баш во добри политички односи. Во тоа време уште не беше заострена ситуацијата 99 година. Јас бев лично и во Грција и директорот на разузнавачката служба од Грција беше дојден. Ние отворивме посебно деление, значи кое што се занимава, значи кое со размена на информации со Грција, така да службите мора да соработуваат меѓу себе, штитејќи ги обостраните интереси. Да. Криминалот е криминал, значи и во Грција и во Македонија, без оглед на тоа што се случува во делот на политиката. Тој организиран криминал, тој е всушност безграничен. Тој ги загрозува сите земји каде што се пеел. Сегде во светот организираниот криминал, значи затоа зошто се вика организиран криминал е ако двајца се здружат и вршат некои криминални дејства. Ова е меѓународен организиран криминал, значи тоа се меѓународни организации практично организирани со строга војна хиерархија. Значи на систем на војна хиерархија. Се знае кој дава наредби, кој извршува и кои се казните за неизвршувањето. Тие се, значи многу тешко е да речеме некој
разузнавач, оперативец, нели тие така што ги викат, да се вклучи во некоја терористичка група, да речеме, или во група која што се занимава со организиран криминал. Да, како гледате на актуелните безбедносни предизвици во државата? Дали мислите дека постојат некои битни промени за разлика од порано, бидејќи знаеме дека тие секогаш се следат, се класифицираат и во ранг на опасност и така натаму. Гледате ли некои промени пред се во поглед на регионот, да речеме? Па посебно, Па и внатре. практично посебно со тие внатрешни, поврзани со овие други активности освен војните. Значи, делот на војните опасности, што не мора да значи дека треба да се исклучат за од обкружувањето, дека не може да има некои активности, меѓутоа членството во НАТО, значи практично го гарантира дека нема Во голема мерка ги исклучува тие ги ризици. исклучува, значи да дојде ризикот да речеме некој од соседиве да преземе војни активности или војни дејства врз Македонија. Меѓутоа други активности, терористички, криминални и така натаму, значи може да се случат. И се случуваат и така натаму, и затоа нашите служби треба да работат на овие опасности кои што се практично секојдневни, со разни, значи ние секој ден се соочуваме, разни групи пребегуваат, криминалци пребегуваат од Македонија во Косово, од Србија, и в не миграција, мигранти, низ земјите и така натаму. Сите тие активности мора да се следат, да се прочуваат, да се прогнозираат, за да може да се преземат мерки. Значи, разузнавачките служби, и натрешните, и надворешните, треба да ги дадат на владата, на власта, да речем, информации што ќе се случи, за да донеси одлуки и да се преземат мерки да се спречат таквите активности. Ако има криминал, да се откријат кои се криминалците, да се уапсат и против нив да се води постапка. Да. Гледаме дека барем она што го добиваме како извештај од Министерството за внатрешни работи, од обвинителството, дека досега се процесуирани неколку групи кои се однесуваат на кривичното дело тероризам. Тоа се обично оние луѓе кои биле на некои блискоисточни боишта, како во Сирија, например, кои потоа се вратиле тука во државата. Но имавме интересни случаи каде што се процесуирани македонски државјани кои биле да се борат во Украина, например. Во помал број, но исто така добивме известување од МВР дека имало и такви случаи. Па да, и тоа се случува сега, дека кај нас тоа се практично случаи, како ќе видам, на поединци. Значи поединци кои што одат, да речеме, во Украина, што се борат, во Сирија што оде и така натаму, меѓутоа со некоја поддршка, значи однатре. Ги поддржуваат некои, ние што имаме муслимански свештеници, ги викаат, ги обучуваат, ги речат така натаму и практично тоа е, значи, бидејќи е забрането со закон, значи граѓани на Република Македонија се борат за други сили, значи тие активности, значи се спречуваат и тоа се е организиран пристап, меѓутоа не е толку масовен, да кажеме. Да, и тоа треба да се следи. Добро, пред крајот, ајде се вратиме повторно на вас. Тогаш, кога вие станавте директор на Агенцијата за разузнавање во 1999 година, дали мислите дека работите беа поинакви од сега во поглед на тоа какви луѓе се ставаат на тие позиции? Дали се ставаат не само партиски кадри, туку дали се поставаат стручни луѓе на тие позиции? Се разбира дека партизацијата е нешто за што зборуваме цело време. Во тоа време, бидејќи агенцијата беше во процес, да кажем, на формирање, вработените кои што почнаа да работат во агенцијата, значи прво најнапред директор, првиот директор, Владо Поповски, беше назначен од председателот Киро Глигоров 1997 година, немаше ни канцеларија. Првата канцеларија беше во кабинетот на председателот, втората во МВР, во канцеларијата на тогашниот државен секретар за јавна безбедност. Од кога споставивме контакти и кога бев повикан од Владо да бидам избран за заменик на директор, печатот ми го даде мене Владо и се договоривме да подготвиме акти за да се формира организацијата. Најнапред требаше да се направи организација и систематизација.
И тие акти јас ги работев додека работев во Министерството за одбрана. Значи јас во Министерството за одбрана во тоа време бев републички советник на владата на Република Македонија, распореден на задачи од одбраната и безбедноста во Министерството за одбрана. Актите ги направивме и ги дадовме да се даде мислење од владата. Кога владата даде мислење, значи дека ги прифаќа, да речеме, ги поддржува овие два акти, значи се отпочна процес на селекција и одбирање на кадри, значи кои што ќе работат, првенствено тоа беа кадри кои што се работија во агенцијата за одбрана со превземање од Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, кои што работеа на работи слични. Значи, во Министерството за внатрешни работи имаше определена група на вработени, кои што претходно работеле на активности, значи, во УБК, ама се однесувале активности кон прибирање информации од странство. Со сите нив, значи во рамки на тоа време, значи, се оствари индивидуално интервју, кој што во најголем број, односно рече се со сите, јас го водев. Тие си имавме нели биографски податоци, места кои работеле така натаму, сите тие што одговараа на позициите кои што беа пропишани со систематизацијата, значи бидејќи јас бев творец од систематизацијата, знаев што треба да се работи, значи сите беа избрани и беа вработени во агенцијата, исто така и со другите од Министерството за одбрана и од други органи кои што имаат слични предиспозиции да работат на таа работа. Практично почнувањето на работата беше со луѓе кои што веќе претходно работеле. Значи имале допир со прибирање на информации, пишување на анализи, материјали и така натаму. Нови вработувања имавме со принцип на соодветно образование, соодветен просек, здравствени прегледи, безбедносни проверки и така натаму, без никакво влијание да имаат, значи штом поминат безбедносните проверки, другите услови нели се исполнети, тоа тие лица ги вработувавме. И услов беше за да има финансиски средства за да може да се вработат. Зашто во тоа време агенцијата имаше ограничени ресурси, беше на почетокот, така натаму. Па следната година се зголеми буџетот, се набави опрема и така натаму и почна да се функционира. И беше веќе систем кој што според мене, значи во тоа време се засноваше на професионализам. Значи мерит системот практично. После моето заминување, бидејќи директорот стана, значи тој после мене што беше определен од партијата, јас бев сменет од партијата затоа што не бев ни човек. Значи така председателот мене ми рече, вика, Алексе, реши да ве сменам, зошто да ме смените? Па вика треба да отвориме наш човек. Значи тоа беше главното објаснување. Од тогаш натаму па наваму како да работиме, меѓутоа секогаш имало и ќе има и било каде има, значи партијата да предлага значи своји кандидати. Меѓутоа тие кандидати треба да бидат стручни, оспособени, подготвени и да се развијат професионално. Штом влезат во партијата, да речеме дека е првата основа да влезе некој во организација, после влегувањето во организацијата значи департизација. Значи сите овие служби се департизирани. Штом почнете да работи во агенцијата, значи нема штитење на партиските интереси, туку има работа за заштита на интересите на Република Македонија. Да, ајде еве за крај да ве искористам и за уште едно прашање за тоа време, една историска анекдота, ајде да речеме, бидејќи бевте директор во многу чувствително време, за време на бомбардирањето на НАТО врз Југославија, потоа 2001-та дојде и конфликтот во Македонија, вие извршувавте функцијата во можеби најчувствителниот период за нашата држава. Постои една урбана анекдота или легенда за тоа време поврзано со тогашната министерка за внатрешни работи Доста Димовска. Не знам дали знаете нешто околу тоа. Тоа што постои некое уверување во јавноста дека тогаш таа направила една голема грешка со
со давање на некакви досиеа, тогаш што го нарушило на некој начин безбедносниот систем. Што мислите за тоа? Тоа беше, откако Доста Димовска беше назначена за директор на агенцијата за разузнавање и добар дел, значи, или некои од досијата беа извадени и дадени, значи, некои информации во јавноста. Значи има вистина во тоа? Има вистина, само ова да потврдам дека тоа е грешка, како што ви рековте. Сите што работат во агенцијата, ви рековте на почетокот дека се лица со прикриен идентитет и се што работат тие лица, значи останува тајна. Значи не сме, значи, да се изнесува. За секој соработник, значи таа стануваше збор нели за соработници, се води досие под тајно име. Значи не му е вистинското име, затоа што ако излезат во јавност, значи некои податоци, тие може да го загрозат неговиот живот, животот на неговото семејство. Неговата работа затоа се вика тајна и прикриена и мотивите за соработката или давањето на информации може да бидат различни. Може да бидат од љубов кон земјата, кон татковината, може да бидат од интерес или може да бидат со уцени. Значи, меѓутоа тоа сето останува во досието и не треба да се изнесува. Значи тоа е грешка и речеме ние во агенцијата има посебна просторија, значи посебен режим, посебен систем за заштита на тајните податоци од соработниците. Тезата е дека таа грешка за која вие потврдувате дека е грешка довела и до намалување на безбедностната подготвеност на земјата за конфликтот од 2001 година. Па точно е тоа, затоа што ако некој не е сигурен дека тоа што го работи, значи и соработува со оваа служба, дека може утре да биде откриен, значи практично тој се повлекува и не сака да соработува. Тоа е многу ризично, иначе не можете вие соработници. Ако нема соработници, тогаш нема соработка. Нема откривање податоци. Во натрешното разузнавање, значи во сите земји, таксистите главни, значи се главни информатори кои што доаѓа во земјата. Туристичките агенции, кој оди, кај оди, што оди, кој доаѓа, како доаѓа, така натаму. Сите тие се должни во земјите со закон да подготват белешка и да ја известат службата за внатрешна безбедност. Значи мора да има такви. Второ, значи како соработници се користат, значи многу тие што работат во хотелите. Нели, што носат куфери, што ги чистат, така натаму. Значи тие, значи се првите кога ќе дојде некој странец, значи во странство и така натаму, кој е, што е, како е, значи да се знае што зашто доаѓа, кој му е мотивот, која му е целта, дали некој е турист, дали некој пак е дојден со цел да загрози некој интерес. Значи тоа се соработници кои што мора да се штитат. Да. Значи мора да бидат сигурни дека службата го гарантира значи безбедноста и сигурноста и на нив и на нивните поколенија. Да, добро, професоре, изнесовте доста интересни информации. За прв сте во телевизија 24. Еве, јас се надевам дека ова е само почеток, дека после некое време ќе се видиме повторно. Ви благодарам за ова интервју. И јас ви благодарам што ме поканивте и стојам на располагање кога сметате или заеднички да договориме некоја тема, ако е интересот проявен, да прокоментираме и да дадеме некои дополнителни информации. Да, благодарам уште еднаш.